Крале Марко и змејот, јуначка македонска легенда. Во народните песни и преданија низ Македонија, најголемиот јунак бил Крале Марко, син на кралот Вукашин. Се вели дека бил толку силен што можел да крева планини, да фрла камења преку реки и да остава траги на карпите со раката или со копитото на својот конј Шарко. Еднаш страшна несреќа ја снашла една планинска област. Од високи пештери излегол огромен змеј кој горел по севите, грабел стока и имал барања што ги плашел цели села. Луѓето се собрале и испратиле глас до Крале Марко. Помогни ни, Крале Марко, оти змејот ни го зема и последниот залак. Марко го седлал Шарко, ја зел својата тешка сабија и тргнал. Кога стигнал до планината, змејот го дочекал со грмеж и огнен здив. Небото се затемнило, а громовите се слушале низ целиот крај. Кој си ти што доаѓаш да ми се спротивставиш, извикал змејот. Јас сум Крале Марко, бранител на сиромашните и на правдата. Дојден сум да ти го земам злото што го правиш на мојот народ. И така започнала жестока битка. Змејот фрлал оган и се вртел како облак, а Марко со Шарко прескокнувал карпи и го напаѓал од сите страни. Сабијата на Марко блескала како молња. Битката траела долго, се вели цел ден и цела ноќ. На крајот, кога силите на змејот почнале да попуштаат, Крале Марко го фатил за крилото, го соборил на земја и го притиснал со коленото. Змејот замолил за милост. Тогаш Марко му рекол: "Ке те поштедувам, но под услов да ми се заколнеш дека повеќе никогаш нема да ги палиш посевите и да ги мачиш луѓето. Од денес ке ги чуваш планините и водите." Змејот се заколнал. Од тогаш, народот велел дека кога летото е премногу суво, змејот се бори со ламјата на небото за да донесе дожд. А Крале Марко продолжил да ги брани селата од други зла и неправди. Се вели дека траги од копитата на Шарко и денес може да се видат на карпите низ Македонија. А кога ќе се слушне силен грмеж на Шар планина или на други планини, старите велат: Крале Марко јава и ја чува земјата. Крај. Вака го памети народот Крале Марко, најсилен меѓу силните, бранител на слабите и праведен јунак. Кој сака следна приказна за Крале Марко? Можеби како ја спасил самовилата, како се борил со триглавата аждаја или за неговата сестра. Кажи ми во коментари што сакаш да слушнеш следно. Претплати се и вклучи го звончето за нови македонски народни легенди и бајки.